Почитувани гледачи, добро вечер. Имам навистина посебна чест и најискрено задоволство што вечерашнава емисија ќе биде со мојот драг и почитуван пријател Александар Кондев. Се знаеме подолго време и веднаш на гледачите да им кажам дека веќе станува збор за еден од доаените на уметничката фотографија во Македонија. Кога бевме млади, зборот доаен ни беше многу далечен и доаени ги нарекува некои други, ама еве и ние сега полека се фативме на тоа оро и ние спаѓаме во таа категорија. Александар, добре дојде во нашата емисија во потрага по вистинскиот збор. Иако си ти фотограф, професионален фотограф, мислам дека и со зборови и преку зборови вечерва ќе проговориме за уметничката фотографија и за твојот творечки и креативен опус. Па моето прво прашање, обично со сите гости во оваа емисија, започнуваме од нивното раѓање, нивното детство, нивната младост, па и со тебе ќе започнеме од Скопје. Ти си роден во Скопје, па би сакал на почетокот малку да ни раскажеш, да ни кажеш во кое мало се роди, каде учеше, за основното образование, за средното образование и за високото образование. Полека да почнеме од детството. Да почнеме од најраното детство. Прво, хајде да почнеме од името. Добро, да. Долго време се запрашува зашто сум крстен Александар. Зашто баш Александар те крстиле? И тука нема ништо наводно во наводници патриотско. Јас сум крстен на баба ми. После 5-16 внука, јас сум последен внук нејзин. Така. Му отишла на комот, го фатила за гуша и му рекла: од толку внуци не крсти ни еден на мене, сега последниот внук. Таа се викаше Александра? Баба ми се вика Александра. Така. Не, ова е тема за размислување. Ако интересно. Јас сум требал да се викам Манче, Маноил, по дедо ми Манче. Така. Ма го зела името. Така. И гледајќи историски, баба ми е родена 1881 во село Војница, Велешко. Да, Велешко. Кога се родила тогаш, Војница имала школа, ама се уште пропагандите не биле јаки, па сега да имаме црковни, српски, бугарски имења и така натака и така натака. Тој суптилен отпор на таа средина е во погледот кон минатото, а најмаркантна фигура е Александар. Така. И се они ја крстат неизе Александра, што нема ниво, не е библиско име. Да. Нема света Александра нигдека. Да. Ретко е тоа име кај жените. И по некој случај, откај тоа е мајката на татко ми, и дедото, има жив дедо, по мајка, Илија, едно од најраспространетите имиња во Македонија, во нашата фамилија, четворица го носат тоа име. Илија е фактички персонификација христијанска на богот словенски Перун. И не е случајно Илинден на неговиот ден. И дедо ми е комита кој по судбината два пати е буквално симнат од бесилка. И човек кој поминал 2 светски војни, 2 балкански војни, комитаджија, така се викаше. Да. Негови кумови му се по Порданови. Моите војковци по мајкина линија, првиот е крстен Јордан Орци. Орданчо. По загинатиот роден 2009-2008. Вториот војко е Ѓорѓија, крстен по таткото на Миле Јорце по Порданови. И сега, и двајцата Велешани од Којник
сватови, бе. Ја детството, се враќаме на детството, го поминав дома во приказните за Велес од почетокот на 20 век. А во малото се уште беше Во кое мало? Топана. Топана, така. А во малото ние бевме 5-6 куќи споени со капиџици. Над нас беа ромите, се уште организирани по племиња, џамбази, топанци, ковачи, со својата приказна. Покрај Серова имаше многу турци, кои тогаш почнаа да се иселуваат. Така да почнаа да доаѓаат албанци и сега бошњаци. Бошњаци ги викавме, затоа што преку Скопје можеше да се иселат за Турција. И Топана така го менуваше составот, етнискиот состав, така. Меѓутоа, тогаш, нормално, кога дете не си свесен, ние се воспитавме мултилингвинално, мултикултурно, мултирелигиски. И мојата генерација таму немаше анимозитет кон ниједна религија, кон ниједен народ. Ние се дружевме, игравме и така натака, и после станавме луѓе и до ден денеска, тие што сме живи, комуницираме без проблем. Дали денеска постат муслиманите или се големи постика и православните, не е битно. Ние ја почитуваме личноста. Тоа не научи тоа време и се беше некако до земјотресот. Кога сето тоа исчезна. Значи, ја го почувствував вкусот, што би рекле шмекот, прво на ориенталното Скопје. Половина луѓе викаат Бујрум, не викаат Повели. Скопје, Топана мирисаше на анамска рака, секој двор. Надвор беше нечисто, ама дворовите беа страшно чисти и полни со цвеќе. И така се садеат цвеќињата по градините, да од ова време, со кукичињата, на крај со тодорките и со тие, имаше цвеќе 4 сезони. И во дворовите имаше овошки. Ја учев во училиште од Даме Груев, изградено во Српско пред војната, се викало Кнез Лазар. Зашто Гоце Делчев се викал Цар Душан. Перфектно школо. Изградено архитектонски изморедно. Со сала голема и со неверојатен кадар. Да речеме за музика, стариот Шуплев, таткото на професорите Шуплеви. На Шуплевски. Предаваше музика. Павле Илиевски ни беше класен физкултурец, меѓу првите смучари, кондиционен тренер на Вардар. Имавме фантастични екипи спортски. Имавме фонтана во дворот. Имавме наша зоолошка градина и учевме наша задруга. Така да ме припремаа за животот најмала нога. Ја бев првата генерација која не користеше за најмалата генерација таблици со креда. Ние сме првата генерација со тетратки. Така. Ако е сега ова интересно за нив. Имавме професори кои не носеа во опера. Ја од мојата 5-6 година одев во куклениот театар. А во училиште, например, не собира и не носеа во театар, гледавме представи, кој што беше од Чачето Сейм, да речеме, одевме во тогашен младински, па после младинско-детски куклен театар, гледавме представи редовни. И така се создаваше еден културен простор. Сега ти го завршуваш основното образование и продолжуваш во средното училиште. Ајде малку за Орце Николов да ни раскажеш. Сега
Поново, тука има анекдоти. Така. Орсе Николов беше гимназијата ја сместија во училиштето Свети Кирил и Методија. За да дојдам од Топана до Орсе Николов, секој утро, Добро. ја требаше да поминам низ чарчија. А во таа чарчија дедо ми имал на времето дуќан, а татко ми кафеана. А како одеше пешки? Од Топана, или со- дуќанџик, Добро. па покрај, да речеме, се спуштам покрај Куршумлијан, Да, ама пешки. пешки како? Да, 15 до 17 минути. Так, так. И сега, како поминувам низ чаршија, посебно на улицата кај што имале моиве дуќани, Добро. ја морам на секој дуќан да им речам добро утро. Да. А од таа страна, конде, добри сте? Добри сме, фала многу, пријатно. Не смеевме да мрднеме, зашто нонстоп некој те гледа и не знаеш како ќе реагира. Еднаш побегнавме од школа. Втора година, значи тоа не е 66-67. Ја уже не сум се вратил дома, татко ми и мајка ми информирани. Веќе им кажале. И тоа е една генерација која беше меѓу две времења вака. Да. Од четврти спрат од гимназија, ги гледавме темелите од Света Богородица, а врз незе костурот од неизградениот младенски дом. Так. Сега, Александар, прекрасно раскажуваш, дури би рекол, раскажуваш фотографски. Значи, цело време имаш чувство за амбиентот, за сликата, за оно што си го меморирал. А си го меморирал фотографски. Да. Сега, моето прашање е, во основното училиште и во средното подоцна, за кои предмети имаше посебни афинитети? Сега, ја бев одличен математичар, Добро. физичар, Добро. дури еден надимак имав атом ме вика. Се А, интересираше физиката. Так. Меѓутоа, тука е крива многу Бети Аврамовска. Не Бети, мајка й. Добро. Менче. Ја бев изразит левак. Аха. А во моје време ги тера сите да Пишуваат пишуваат со со десна рака, така е. Го направија тоа, ама ја и ден денска немам добар ракопис. И се случува четврто деление кон пето. Дојде Менче од средно или од факултет, модерна женска во една конзервативна средина. Штикла, а тогаш се носеа кратки фризури, бубико, Така. широки сукњи. И сите ја гледаат вака под око. Да. И доаѓа, ја најше сакам да цртам со левата моја рака, Така. акварели. Аха. И доаѓа таа Менча, ги зима моите акварели за да ги закачува, а деца кои цртат убави цвеќенца, кутички, планини, ще викат, шо е на оваа? Да. Овој не знае да пишува, негови цртежи. И ден денска сум благодарен дека ја виде визуелноста во мене. Так. Тоа е една работа. Во тоа четврто деление, ја почнав да се бавам со фотографија. Тоа сега да дојдеме до Едно фотографијата. со друго е побрзано. Так. И отидов на надпревар и освоив награда. Отидовме во фотоклуб Вардар. Се и ова еден, Добро. што тогаш најголем и најак клуб. Денеска, кај што е срушената Беко. Тоа било некогаш некоја кафана, некој викат и јавна кафана. И таму имаше импровизирано лабораторија. И така почнав да членувам во фотоклуб Вардар. Так. Од дете. Так. Тогаш ги запознав, недопирливите звезди на македонска фотографија. Биловски, Величковски, Дрнков Благој Дрнков. и така натака. И тоа беше уствари просторот кој израчеше македонската фотографија. Понатака, во гимназија кога отидов на акција 66-та година во Загреб. Во Загреб имаше кинофото и киноаматерски курс. Так. На акцијата ги заврши двата, се враќам и 66-та година се формираше киноклуб Камера 300. Така. Со луѓе како Гапо, како Саша Маркус, луѓе Виктор Ачимовиќ, тоа
Ја бев најмладиот член и гледав некои филмови од Јиржи Трнка во кинокултура и тоа ме инспирира да го направам првиот анимиран филм во Македонија. Тоа сакав да те прашам. Во твојата биографија, тоа го прочитав, дека ти си автор на првиот македонски анимиран филм, кој што си го работел во периодот 1966 до 69 година. Значи Кога се врати од акција, цели 3 години. Така. Види, анимираниот филм е многу занимлив и тогаш беше врв на креацијата во визуелните уметности. На целата тогашна Југославија беше воздигната со Оскарот, што го добија Загребачката школа на... И ја почнав како дете интерес. Така. И тука доаѓаат карикатуристите од Остан. Бороевич и неговите другари. И ја им ја кажав малата тајна. Тоа е фазирањето. Како се иде од кадар во кадар. Да, фазите, така. Они го направија првиот цртан филм. Не е Дармар. Дури после дојде Дармар и другите, и во нивните филмови кои ја гледаме се ретроспективно, ги гледам идеите што членовите на аматерите, што беа во Камера 300, фактички ги правеа своите филмчиња. Штета што тој материјал е уништен. Так. Мислам, вака се може да испадне и како... После тоа сватив, при крај на матурата, Добре. сватив дека филмот е колективно дело. Так. А јас сум изразит Индивидуалист. Так. Фотографијата беше единствено решение. Отидов да студирам економија, зашто ја требаше да... Тоа сега те прашам. Ти се запишуваш на економскиот факултет. А не си работел по тоа како економист? Еве, види во што е работата. Јас сакав да дидам, имав можност, дури ми дава стипендија за Прага и за Белград, за филм. Так. Ама кога сватив дека ја само ќе бидам конфликтна личност во екипата. Екипата бара усогласување. Да, зашто тоа е тимска работа. Да. Предо во фотографија, зашто планирав, татко ми беше познат економиста, комерцијален директор во Метропол беше. И викам, ќе наследам од него, а фотографијата ќе ми биде за лично задоволство. Да, како хоби. Према фотографијата носев љубов. Така, така. А немав материјални интереси, а ова е битно после кој ќе правиме разговор. Зошто е? И така, дојдов до скоро до дипломирање, имав и дипломска работа. Се случува некои работи и за 2 испита ја не дипломирав, ама во тој момент ме спаси фотографијата и ми ги отвори нејзините врати. Сега, само да прочитам малку дел од твојата биографија. Во периодот на студирањето, ти посебно пројавуваш заинтересираност за фотографијата, членуваш во фотоклубот Вардар, и тоа во неговите најплодни години, како што рече пред малку, но и првата твоја самостојна изложба ја поставуваш во галеријата на Домот на младите, 25 мај, денет познат како Младински културен центар. Тоа се случува во 1976 година. Потоа, при крајот на 70-тите години, го формираш фотоклубот 25, еден од најактивните и најдобрите клубови во Македонија, но и во тогашна Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Од 80-тите години работиш во студиото на Фотоцентар како фотограф. Да. Инаку, членуваш во управните одбори на повеќе фотоклубови, но и на Фотосојузот на Македонија. Тој бе председател, да. Член си на редакцијата на Фотокиноревијата, единствено фотосписание од поранешна Југославија. Во 1983-84 година стануваш председател на председателството на Фотосојузот на Македонија и се разбира, се ангажираш, се бориш за осовременување, односно за промена на односите кои што си ги затекнал. И она што е интересно,
до тогашната републичка изложба ја трансформираш во денес познатата манифестација Денови на македонската фотографија. Паралелно со твојата професионална работа, ти се посветуваш и на организирање на семинари, при тоа си член на жири комисии за повеќе изложби, а посебно се посветуваш на фотографијата во културата. Овде сакам ова да подвлечиме, како што се Скопско културно лето, Македонскиот народен театар, Македонската опера и балет, Македонската филхармонија, заводите за заштита на спомениците и културата. Посебно со нив. Сега, кога веќе ја читам биографијата, полека ќе привршам, од 1994 година до 2002 година го предаваш предметот фотографија на Факултетот за ликовна уметност. Сега, моето прашање, бидејќи прочитав повеќе интересни нешта поврзани со тебе и со фотографијата, сакам веднаш да те прашам. Покрај тоа што индивидуално си се ангажирал, си работил, ти си бил активен и на полет, односно на планот, на здружување, на обединување и на другите фотографи, посебно си се ангажирал во, како го викате вие, фотосојузот на Македонија. Ајде малку кажи ни ти, ни твоједен агол, како во сите овие години, во тој судир на индивидуалното и групното, односно колективното, заедничкото, Александар Кондев обстојуваше и што ти посебно би издвоил во врска со уметничката фотографија која што ти лично ја практикуваш, но и уметничката фотографија која што екзистира на тлото на Македонија. Христо се знаеме многу одамна. Така е. Што е времето кога бевте млади, надежни поети со Сашо Прокопиев, кој учеше со мене гимназија. Точно. И кога ја основавме УСТА, универзална самостојна творечка асоциација. И ти беше член. Ама тоа е истото. Тука се крие и парче од одговорот на вашето прашање. Така. Прво, бе во фотоклуб Вардар. Меѓутоа, кога ќе се соберат индивидуалци, па погото изразити индивидуалци, тоа се рогови увреќа. И тоа е веќе проблем. И настана конфликт. Така. Прво, еден дел од моите колеги има свое мислење за мојата прва изложба што сакав да ја направам. Меѓутоа, ја не сум човек кој лесно се разочарува. Многу сум упорен. Може и на некому му смета тоа. Тоа е нивна работа. Лично се знаевме по Чајевско-Топанска линија. Така. Со нашиот врвен сликар, Владимир Георгиевски, кој тогаш беше кустос на галеријата во Младинскиот дом. И отидов кај него, онака, со фотографиите купче, му ги ставам на маса и му викам, Владо, те молам, најотворено ми кажеш, бидоја ли од овие фотографии изложба или не бидоја? Може или не може да се направи изложба, така. Така ги погледна, супер. Толку. Да. И он ми е прв кустос. Браво. Односно куратор. Да, така. И се што се случи, еве сега, Владо беше една осебујна личност. Да. Сложена, прекрасна, правдолюбива. Така. Еден од моите опоненти во Фотосојуз мислеше дека не се променети времињата од порано и му се јавува него, а кај него јавува во канцеларија. Горе на спрат, сега хотел што јавала е во... Му вика, Александар Кондев не сме да има изложба. Владо вика, извинете, викам, најнапред представете кој си. Јас сум многу важна личност. И на Владо му пукна филм. Можете ви ја додите од кој што сте дошле? Ај пријатно. И тоа на Владо тогаш му реков, имаш К-15 цел живот од мене. И еден од најбавите портрети што сум ги направил, тоа е Владо со неговиот свет, со неговите ликови.
Так. И ден-денска сум благодарен на тој човек. Сега, сакам, Александар, само за гледачите да кажем, дека станува збор за твојата прва самостојна изложба во 1975 година. Така, шеста. Шеста? Да, грешка. Во твојата биографија пишува петта, ќе коригираме. Но, предходно, во 1972 година, ти ја освојуваш првата награда, најдобра фотографија на годината, и тоа Во политика. во дневниот весник Политика во Белград. Да. Што е, навистина, респектабилна работа. Ама тоа се сите, како да ви кажам, ситни или крупни настани во животот што на човека му даваат потик. Ја 3 години поред зимав награди, прва, втора или трета награда во политика. Тоа има они еден конкурс фотографија на денот. Да. Меѓутоа, што ме натера да се ангажирам општествено? Фотоклубот Вардар, кој доби нови простори тогаш, сега во факултетот за туризам, таму имавме простори, организиравме репрезентативно куп на југословенска фотографија. Так. Членови на жирито, меѓу другите, беше професорот Младен Грчевиќ, еден од најголемите екс-југословенски фотографи, иначе ангажиран фотограф на германски Штерн. Тоа е, мислам, и заврши жирирањето и ни се обраќа нас. Еден македонци вика, а šta ви радите? Ајде ти покажеме. И ги извадивме фотографиите, ги пославме на земја, гледа и вика, па ви сте знали да правите фотографија. Оп, и нешто тука ми засена во грло. Да. Сакам да ти кажам Да. дека ние имаме една карактеристика сами себе да си го копаме гробот. Кој е Христо? Кој е аз? Так. А, Себе си, самите се негираме. и самите себе си правиме лоша услуга, Мечкина што се бараме пророци од страна. Не, арбитри. И тоа беше недека 73-та година, така нешто беше. Најднаш сватив дека ние не сме крај на светот, како што нон-стоп некој ни зборуваше, туку и кај нас има креативни сили, само тие треба да се негуваат и организираат. Кога сме тука, мислам дека е момент за да те прашам нешто. Јас лично го знам одговорот, меѓутоа за гледачите да им појасниме. Се уште се кршат копија меѓу теоретичарите, дали е фотографијата уметност или не. И затоа фотографијата се дели на фотографија и на уметничка фотографија. Јас лично мислам дека фотографијата е уметност и апсолутно тоа е мојот став, моето стојалиште. Но, дали и во Македонија тешко се пробиваше и се уште тешко се пробива тој пат на фотографијата, дека фотографијата е навистина уметност? Ова прашање, Да, ама пократко. Не, ова прашање е разречено 1901-2 година од светскиот фотограф Алфред Штиглиц. Так. Тој е таткото на современата фотографија. Да. Инаку, еве сега ме испровоцира. Да, па добро, затоа Да и морам да разговараме. кажам дека ова е за нас јубилеарна година. Так. Ние славиме 170 години фотографија на тлото на Македонија. Одлично. Кога некој таму чувал овци и бил во посткамена доба, во Македонија имало градежници, или што би рекле турците дунџери, имало живописци, имало композитори. Првиот потпишан фотограф, што не значи дека е пред него немало или не работел порано, Так. е зоографот Аџи Косте Крстев од Велес, родени, не знам кога, ама почнате 1895 година, дел од тајфите
на мајстор, на папрадишките мајстори. И тоа е моје откритие во црквата на манастирот Свети Димитрија. Иначе црквата е посветена на Богородица, која била откопана, таа е од 13-14 век, а е откопана во 19 век, ја осликал и во винјета напишал. Црквата ја осликал зуграф и фотограф Аџи Косте 1855 година. Сега, ја кршев копија со нашите критичари, те немало фотографија, те асо се залетува, те вака, те онака. Ја го пуштив пред некое време истото тоа на интернет, ми се јави еден бугарен, вика, за какво ти, български фотограф, го ставаш за македонски? Наеднаш, пази, он почне да работи кој не постоела ни Бугарија, ни бугарската екзархија, ништо. И ми дава пасворд, отворам на бугарска Википедија, они веќе си го напишале како нивни фотограф. Да, така. Краткогледо, неписмено, ја се извинувам за терминот, некултурен однесот. Доволно е да го публикуваат и да го проблематизираат. Кога работела Аџи Косте, не постоела ни екзархијата бугарска. Значи, он не можел да има бугарско чувство, па некој да му го наметнал. Туку човекот бил сликар, кој работел од негдека Клепа до Врање и од Паланка до Скопје. И на сите негови икони има печат. Јас сум го фотографирал, црвен печат. Пишува зограф и фотограф. Да, Аџи Косте. За нас е фактот дека Тој по потекло од каде е? Велес. Велешевец. Тако му е зограф. Зограф, така, добро. Мислам, тука... Убаво што ова го спомнавме и го разјаснивме. Тоа е таа тиха борба што ја водам со така наречените културни работници во Македонија. Колку се писмени, времето ќе каже. Работата во Фотосојуз, сега да се вратиме... Ајде, да, на прашањето. На тоа. Да. Например, Фотосојуз имаше една класична шема, која сите ја копира во... Тоа е шема на Фотосојузот на Југославија и копи-пест се дека беше. Јас бев свесен дека мораме тоа да го промениме. Ама морав да дојдам во позиција да можам да сменам. И кога станав председателство на Фотосојузот на Македонија, го променивме името Републичка изложба. И ги направивте деновите. Денови на македонска фотографија. Зошто? Да не биде тоа само збир на фотографии во годината, што ги правеле фотоклубовите, туку да биде поврзана со други изложби, со семинари, со воркшопови и таква работа. Затоа што ја го нон-стоп патувам во странство и нон-стоп гледам што се случува во светот. И сакам Македонија да биде дел од светот, не да биде во среден век. Од тој аспект, некои од идеите беа прифатени, а за добар дел немавме енергија. И мораме да признаеме, нити средства, нити имаше разбирање некој тоа да го финансира. Добро, сега сакам сепак, Александар, да спомнам нешто што е многу битно. Неодамна имаше промоција на 4 тома, 4 книги од Златко... Ова не. Знам. Од Златко Теодосиевски, кои што беа представени во КИЦ, во Културно-информативниот центар. Но, малку пред тоа, беше представена и оваа книга, Современа македонска фотографија, 1945 до 2020. Ова е еден сериозен труд. Тука се разбира и ти, не случајно по првите страници, зашто реков си еден од доените на македонската уметничка фотографија, но тука се застапени и голем број други автори, како што кажав, 80. од 45 до 2020 година. Еве ти ме надополни, значи вкупно 80 автори. Во една година, во 2025 година, во многу би рекол
краток период беа промовирани, значи 5 книги посветени на фотографијата во Македонија. 4 од Златко Точно, Теодосиевски. и заборави уште и оваа нешто. книга. И уште нешто. Добро. Првата изложба, Добро. каде што е прикажано 80 години македонска Точно. фотографија. Точно. До сега не постоело такво нешто. Немало пред тоа, добро. Јас сега- бев на тој настан, ја видов изложбата ги На публиката ги да ја видов и- објаснеме како настана се тоа. Добро. 2015 година Златко Теодосиевски беше кустос во Националната галерија Добро. и ми вика, усвари 2014, дали сакаш за 2015 ретроспективна твоја изложба? Добро, реков Златко, ама мене фотографијата ми е љубов на многу и не ја обрнувам внимание како поминува времето. Ама викам има и други луѓе, што па ја? Па ја вика им се јавив на неколку автори. Или нема комплетирано фотографии, или престанале да работат, или не ги интересира. Така. И кога те прашав тебе, ти ми даде фајлови, викам, дадов CD, во малок формат, преку 1200 мои фотографии, портфолиото. Така. Ти беше спремен. Фала. И почнавме, ние се знаеме одамна. Уште од фотобулвардар. Почнавме да... Бидејќи немаме многу време, ќе мораме да брзаме. Не, ќе скратам за тоа да ги објаснам како настанало ова. Добро. И почнавме да зборуваме за македонската фотографија. И зборувавме како тоа до ден денеска никој не ја обработил. Така. Рече, па добро, ај помогни ми да направам еден текст. Добро. Еден ден ми викам, знаеш, малку е текст, треба книга. Добро е, прави книга. Работи книга и ми викам, знаеш, една книга е малку. Добро, и дојдовме до 4 книги. Одиме... И сега идеме понатака. Да, бидејќи немаме многу време. Ќе скратам. Ајде. И ги направи книгите. Ја, пошто у Фотосојуз, најдовме перфектни на соработка со председателот. Ги собравме целиот архив што е таму, тоа е единствен фотографски архив во Македонија. Така. И благодарејќи на Управата за заштита, нивниот доку центар и на Градскиот конзерваторски центар, направивме првата дигитална архива на македонската фотографија, Одлично. која беше база да се направи ова и тие 4 книги. Од таму црпевме извори. Така. Сега сакам да ја представам и оваа книга, ова издание. 2020. Тоа е твоја авторска книга. Значи, авторот е Александар Кондев. Сеќавањето е слика. Навистина една прекрасна авторска монографија. Всушност еден твој автопортрет. Да. Овде го има Скопје. Психолошки автопортрет. Од твоето раѓање, што се вели до денешни дни. 2020. До 2020. Сега, да не останам должен на гледачите, бидејќи ти си сериозен фотограф, ти си автор на повеќе самостојни групни изложби во земјава и во странство. Твоите фотографии се илустрации на многу изданија, на многу книги и монографии, објавени од повеќе издавачи и од повеќе други автори. Ти си автор и коавтор на 2 книги. Националната галерија, пред малку како што кажа, на Македонија, има организирано голема ретроспективна изложба во 2015 година. Но, она што е многу интересно, а бидејќи се ближиме кон крајот на емисијата, сакам да кажам дека ти си автор на изложбата, го сакам, Скопскиот кич. Мене премногу ми се допадна овој наслов на оваа изложба. Изложба во Музејот на град Скопје. Студиски се престојувал во Париз И Дрезден. и Дрезден, подоцна тој ќе го кажев. Ги имаш подготвено изложбите Лицата на Европа. Тоа е изложба во Националната галерија во Мала Станица. И втората во Европскиот центар. Она што е многу битно, ти си предавач на курсот за обука на фотографи во 2010 година, организиран од Министерството за култура, УНЕСКО и Канцеларијата на Венеција.
на регионалното биро за наука и култура во Европа. Ти си ексклузивен фотограф во повеќе институции, односно на повеќе институции, на Националниот театар за деца и млади, на Македонската опера и балет, на Македонската филхармонија. Она што сакам да го кажам во врска со твоите теми и твојата заинтересираност. Работиш како фотограф, како уметнички дизајнер на книги, преокупиран си и заинтересиран за модната фотографија. Консултант си за фотографија на Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје, организатор на меѓународни семинари за фотографија, а она што пред малку го кажав, автор си на повеќе серии фотографии со следниве теми: карневали, поза и гест, фолклор, македонски пейсаж. Работиш на промотивната фотографија. Сакам да те прашам. Јас лично те познавам и знам дека направи една убава серија и на графитите во Скопје. Александар, што ти е посебно предизвик да фотографираш? Можеш ли да издвоиш нешто? Или фотографот не треба да издвојува? Види, ќе се вратам на поезијата. Така. За мене основно мото е Блейк. Има една реченица речено. Да. Во еден негов стих, вика да го доживееш светот во капка роса, а вечноста во моментот. Фотографијата е медиум кој од малото прави големо, а од моментот прави вечност. Така. Ги доловува миговите. И после ги градува. Тоа е многу сублимирано, ама тоа ја дефинира фотографијата. Можете да купите и најскап апарат. Тој не слика сам. Мене лично, ова се што наброја, мене беше предизвик. Затоа што тоа станува дел од мојот личен живот. Тие режисери, тие глумци, тие колеги фотографи стануваат твои луѓе. Да. И ова што го направив е во нивна чест, а за наша убавина. Така. Мене фотографијата ме хонорирала перфектно во животот. Тоа ти е како љубовта. На љубов се возвраќа со љубов. Да. Фотографијата не е проститутка, па само да ја користиш. Да. Зашто на крај ќе треба да платиш. Так. Ајде ексклузивно за гледачите, што да очекуваме наскоро од тебе? Бидејќи ти си вреден, трудолюбив човек. На есен Добро. Имаме нова ретроспектива. Добро. Во КИЦ. Добро. Ќе биде тоа последните 15 години. Значи во Културно-информативниот центар во Скопје последните 15 години на планот на уметничката фотографија голема изложба. Објективот на Александар Кондев. Така, и оваа година Добро. Планирам, ако се види како што треба, една монографија комплетна. Добро. На моите фотографии. Значи една авторска монографија. Да го заокружам комплетно. Да, нешто слично. Не нешто слично. Различно. Ќе бидат нека 100 до 120 фотографии поместени. Добро. Поместени фотографии по квалитет. Добро. И содржина. Така, да те замолам на крајот од емисијата, да ни оставиш еден автограм, да ни се подпишеш и една мисла. Еве, повели со еден од овие фломастери. Ајде со сината. Значи, овдека Александар Кондев, тука напиши, во тој горниот дел. Јас се извинувам за... Да. Александар Кондев. А на другата страница ќе напишеш... Добро. Овде една мисла, една порака. Заборавивме кирилица. Добро, тоа е поради компјутерите и Ама мораме да ја го вратиме. Така е.
Сеќавањето, Сеќавањето то е е слика. Прекрасно кажано, тоа е всушност и насловот на твојата монографија. И Благодарам сега сакам со времето. рака да ти честитам за се досега што имаш, Александар Кондев, постигнато, направено, и да продолжиш да ја фотографираш Македонија и да ја фотографираш стварноста, бидејќи фотографиите се и доказ и документ. Да. Документот, документарност на фотографијата, како иде времето, расте. Така е. Ти благодарам уште еднаш за твоето Еве, гостување во Јас ви се нашава, благодарувам и во нашава повели- емисија. Еве, јас добив, чарив и една твоја монографија. Ти благодарам на Нема зошто. овој убав вечерашен разговор. Задоволство ми е да дам книга на уметник, Боен. Добро. Барет.